Водните заедници потврлија, речиси 90% од вкупно 25 колку што ги има во источниот регион се во стечај. Ова за водостопанство значи планирани, а не наплатени околу 20 милиони денари, а за земјоделците проблем со наводнувањето. Касно стигнува водата, се со цел неисправни канали, неисправни хидранти. Штом стигнува касно водата, значи самите водокорисници се револтирани и не вршат редовно уплата на своите обврски што треба да ги прават. Односно, нашата водна заедница Овче поле долгува околу 3 милиона денара. Тоа е за ланската, односно изминатите 4 години. Состојбата е идентична на ниво на цела држава, покажале анализите на Министерството за земјоделство. Имајќи во предвид дека начинот на функционирањето на водните стопанства и водните заедници не се покажа во Македонија баш успешно решение, од тие причини во владата е формирана комисија која работи на реорганизација на водните стопанства, односно водните заедници. Поради ова се најавува реорганизација и изнаоѓање на нов начин како водата од акумулациите да стигне до нивите. Во владата се работи драфт верзија за ново уредување на водните стопанства, со тоа што ќе се оди на акционерско друштво, кое ќе биде централизирани на сите водни стопанства. Што ова ќе значи за најзасегнатите, земјоделците? Данас е многу важно водата прво да стигне на време. Меѓутоа многу е важно и кој ќе стопанисва со водата, бидејќи тој што ќе стопанисва треба да се и добро организира. Најважно да има водата да биде на време пуштена, али ја мислам да си остане пак о сега што е. Да биде на селските заедници водата, да си биде по селата, подобро функционира него да биде по државата. Само во источниот регион има 2 водостопанства, Берово и Брегалница, а во моментот наводнувањето се врши главно преку акумулациите Беровско езеро и браните Калиманци и Градче. Проектираните капацитети на системите за наводнување во источниот регион се околу 30.000 хектари.